Тој живее за и со музиката. Си ја полни душата со неа, но ги полни и нашите. Музиката на Синтезис, кадето е зад тапаните, продира длабоко во корените на македонскиот фолклор, но ги чува и традиционалните вредности. Музицираат со сите традиционални музички инструменти, дури и подзаборавените како тапанот, кавалот, гајдата. Токму затоа нивната музика е насекаде драго слушана, затоа што е универзална и оригинална. Добро утро му посакувам на Радослав Шутевски Шуте. Добро утро, Радослав. Добро утро на сите гледачи на Македонска телевизија, каде поминав пола мојот живот, работејќи во танцовиот оркестар. И благодарам на поканата и на убавите зборови што ги кажа во почетокот. Радослав, 50 години лична кариера, 27 со Синтезис, тоа е завидна бројка. Мене една група млади музичари ми изненадија годинава пред неколку месеци, тоа се во Полифонија, тоа така им се вика организацијата, собраа млади луѓе ми направија голема чест во Гейт Мол, во амфитеатрот надвор што е за 50 годишница. Таму се случи една за мене многу убава работа. Јас како на бубњеви, а напред пееше мојата внука, тоа е третата генерација, 2 песни. Така да им благодарам многу што се сетија на 50 годишнина да не направат. Исто така и во Гостивар ми направија голема чест, пакета 50 години, цвеќе и така натаму, така да за мене тоа многу значи, бидејќи вложив многу во оваа работа. 27 години со Синтезис, на што во моментот работите? Не стигнавте некако да го промовирате последниот албум? Знаете што, ние бевме последниот пат во Австралија 2019. Кога се вративме од таму, фати короната, забранија концертите и не можевме никаква промоција да направиме на CD-то. Да направивме последна промоција тука во баш се во МКЦ во ресторанот, но остана така незабележена. Концертната промоција сега порека со концерти свирејќи го промовираме новиот албум. Тука ние на албумот гостини Владко Стефановски со 2 композиции. Така да сите прашуваат, па што не направите нешто ново? Па ево новото не успеавме ради ситуацијата да го промовираме. Така да прв го свиревме, сеќавам на Охридско лето лани, годинава во Гостивар, тука во Скопје на европарламентарците и уште ланската година која беше промоцијата за 8 септември свиревме на 3 локалитети, во Стоби, тука во Скопје во Анот и уште еден локалитет не може да се сетам каде беше. На 3 места го промовираме, така да поред старите наши композиции уфрламе и од новиот, го најавуваме како нов албум. Така да ние продолжуваме веќе 27 години се веќе со Синтезис. А јас почнав, викам, 50 години, јас си викам 55 години, затоа што свирам од дете од 15-16 години, тогаш се коши поп музиката, рок-н-рол, па свирам со многу групи во Скопје, во Куманово имав една многу добра група која свирише и вегетаријада во Белград, па тука со Република, малку Бизбес, па Урагани и така. Се изменија многу. А виновник, што сум бубњар, еден од виновниците, што продолжи со бубњевите, Шпато. Синтезис така е една успешна музичка, оригинална, приказна. Ја обиколивте Македонија, но и светот. Каде е најубаво да се настапува? Па да ви кажам, најубаво и највише треба имаме пред нашата публика овдека. Бидејќи нашата публика знае нашата музика, ритмиката и тоа. Но секаде во светот кај да сме били, а сме биле многу, од Јапан до Виетнам, до Израел, до Америка, Австралија и цела Европа. Секаде не прифаќа редовно, затоа што нашата музика е многу емотивна и многу податлива за слушање, бидејќи ние работиме малку на друг начин, мада сето она што се пее го оставаме да видиме и онака како што се пееле некојаш. Тука никогаш не сме се дрзнале да менуваме нешто. Секогаш сме правеле нов приод, нов аранжман и така. Многу песни, многу настапи. Има ли некој што кај вас буди посебни емоции, песна и настап? Види, песна останавме препознатли по Чешмаш арена, што ја викаат, тоа е во наше село, така и се не една стова се знаат како Чешмаш арена. Мефатија и многу други песни кои се слушаат.
А од настани има многу случаи, што да ви кажам, цел Јапон го поминавме, цел Виетнам го поминавме, Австралија 3 пати бевме, свиревме, ние сме единствена група која во светот свири со нивни филхармонии, и оркестри свири со Шпанска филхармонија, Виетнамска филхармонија, Казахстанска филхармонија, Белградска филхармонија. Ние ги имаме обработено сите одека у Скопје се знае промоциите со нашата филхармонија, дори има и DVD снимено. Така да, како да ви кажам, чувството секаде е добро кога ќе те прифати добро публиката. Дури сме свириле во Антверпен пред 50.000 публика, што ми јас како постар од сите уплаши, едноставно тремаме, пати голема кога ќе видат толку народ. Така да не можам да одвојам, за мене сите концерти се дали свириме пред 5 луѓе или пред 50.000 или пред 500 луѓе, е исто, ние мораме да дадеме се од себе за да го направиме тоа. Ве понесува публиката, како таа ве прима, ве прифаќа? Знаете што, секојаш им викаме дечките, дај кога ќе свириме првата песна ќе видиме реакција на публиката. Секојаш ако има добар аплауз, ако публиката те прифати, тогаш е лесно да свириш. И јас не се сеќавам некаде да сме почнале концерт, а да немало аплауз и овации во публиката, така да секојаш сме биле прифатени и тоа те понесува да свириш. Што го прави чекорот лесен од соблекувалната кон бината? Што е првата мисла што ви поминува пред да се исправите пред публиката? Едноставно во гардеробата седиме, се договараме да бидеме смирени, да излеземе пред публиката како што треба, правиме програмата, се подсетуваме. Едноставно јас како постар пробувам да им дам енергија, мада јас имам трема нормално, тоа е позитивна среќа, што е позитивна трема, затоа има и негативна трема, па знаеш да се изгубиш. Првите години беа малку тешки, но сега веќе сме толку уиграни како фамилија, сме 27 години, не е малку да не се сменат исти луѓе, веќе сме толку блиски да нема више што и да се каже, се знае. Едноставно, ајде, дечки, со среќа одиме и толку е. На многу песни им дадовте ново руво, но секако внимавате да се задржи она типичното, автентичното за македонскиот фолклор и традиција. Како одлучувате на која песна ќе работите? Јас се рекол уште кога дојав, кога го направиме синтезис, младиве дечки кои ми така ме викаат тато од генерација, се на моите керки, не верува во приказна. Јас верувам затоа што патував многу и пред тоа, и со група Македонија, и со групи, и со други кои сум свирал, и светот и на многу фестивали гледав како нашата музика се презентира од српските групи, од други групи. Едноставно ми дојде таа идеја, дај, ние сме наши, сме македонци, ние да си го направиме тоа. Така и настана групата. Но се договоривме од самиот почеток, почнавме со помодерни аранжмани да би не прифатат во светот. Бидејќи суровото си остано, имаме еден прекрасен танец, имаме многу такви ансамбли кои тоа го презентираат. Сакаме да направиме нешто ново, но договорот и секојаш остануваме на тоа, го кажав пред малку дека она што се пеело, што го пее девојчината мора да остане исто. Затоа што таа песна така отпееле пред 100 години и да ја менуваш не е урета е таа песна, а што правиме ние приот аранжмански, збогатување, помодерно, да тоа звучи, да биде приемчиво на таа публика, тоа е веќе наша приказна, тоа го правиме ние 5 машки од групата. Девојчињата доаѓаат на крај, што вика како слак, кажеш пејте го тоа, ќе научат песната, а аранжманите комплетно ги правиме сите ние. Сега имаме некој договор со еден продуцент од Холандија да правиме фузија со нивна група и да направиме ново CD, па се надевам дека наврву ќе биде и тоа, па да пак малку кренеме надвор. Бидејќи ова е утринска емисија, како изгледа еден ден на Радослав? Како стартува денот за вас? Денот ми стартуваше со одење на работа во телевизија, како и на вас на времето. Работа со танцовиот оркестар, каде го поминав 35 години, 10 години работе во опера и филхармонија, а сега како пензионер едноставно стануваш, пиеш кафенце и се договараш со супругата што денеска да правиме. Тоа е. Или имам разговори со луѓе кои соработуваме, собираме со група да се договориме нешто, пријатели со кои се напиеш кафе и тоа ти е пензионерски. Инаку, кога имаме обврски концерти, секојаш сме толку професионални што не се дозволуваме да искочиме, ако барем 3-4 проби не направиме, не се собереме пред тоа и не направиме да го обновиме програмот, да видиме што ќе оди и како ќе оди. Тогаш сме веќе поангажирани околу договорите, околу кога, како и што. Тоа ме одржува после толку години. Да работа, тоа, музиката е едноставно и младите луѓе со кои се дружат.
Радослав, посакувам и натаму да дишете музика, да ткаете уште многу успешни музички приказни и со синтезис и како инструменталист. И благодарност што ова утро бевте гостин на Македонија наутро. Благодарам на поканата и поздравам уште еднаш сите гледачи и сите мои пријатели и во куќата и во нашата држава.